Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница. Јас сум Јане Валенче, оделенски наставник од Основното училиште Крстен Мисирков од Евгелија. За денешниот видео час ви е потребно училишна тетрадка по македонски, учебник по македонски и молив. Денешниот видео час е наменет за учениците од 5-то оделение по предметот македонски јазик. Наставната содржина е интерпретација на басната, волкот и верверичката. Целта на овој видео час е ученикот да ја усоврши техниката за изразно читање, да ја разбира содржината на басната, да составува план на басната, да ја открива поуката, да ја прераскажува опширно басната, да твори, да смислува нови диалози и да додава нови ликови, да умее да ги илустрира ликовите од басната. Дали сте му направиле некому лошо? Се запрашуваме. За каков се сметате? Добар или лош? Подсетување. Да се подсетиме во кои литературни текстови се искажени човечките особини, а посебно човечките карактеристики, негативности, како што се глупавост, мрзливост, лакомост. Што се тоа басни? Басните се литературни творби во кои главни ликови се животните. Преку нив се искажани човечките особини, а посебно човечките карактеристики, негативности, како што се лага, глупавост, мрзливост, лакомост, омраза, насилство, со цел читателот да извлече некоја поука. Најпознати баснописци се Езоп, Лафонтен, Крилов и други. Познати басни што ги напишеле баснописците се Лавот и зајакот, Штркот и лисицата, Лавот и глушецот и уште многу други. Интерпретација на басната Волкот и верверичката од познатиот баснописец Езоп, страна 154 од учебникот. Скокајќи од гранка на гранка, верверичката паднала толкну пред заспаниот волк. Тој рипнал и посакал да ја лапне. Таа почнала да го моли: "Волку, те молам, пушти ме." Волкот и рекол: "Добро, ќе те пуштам. Само кажи ми, зошто вие верверичките сте толку весели? Мене секогаш ми е здодено, а вие горе на гранките си скокате и везден си играте." Верверичката му рекла: "Пушти ме да се качам на дрвото и оттаму ќе ти кажа." Волкот ја пуштил, а таа се качила на гранката од дрвото и му рекла: "Тебе ти е здодевно, волку, зошто си лош и злобен, лошотилакот ти го исполнил срцето, а ние сме весели, зашто сме добри и никому зло ниту му мислиме, ниту му правиме." Сега, драги ученици, запишете во вашите училишни тетрадки анализа на басната Волкот и верверичката. Предмет на обработка на оваа басна е доброто и лошото. Идејата на авторот е да ни го пренесе односот кон лошите луѓе. Кога се случува настанот? Настанот се случува еден пролетен ден. Каде се случува настанот? Настанот се случува во шумата. Кои се ликовите во басната? Ликови во басната се верверичката и волкот. Опис на ликовите. Во оваа басна имаме два лика.
волкот и верверичката. Верверичката би можеле да ја опишеме како досетлива, итра, паметна, вредна и брза. Незината досетливост, брзина и вредност ја овозможило на верверичката да не биде повеќе плен на волкот. За разлика од верверичката, волкот би можеле да запишеме за него недосетлив, злобен, себичен, лош и лаком. Со својата лакомост и недосетливост тој станал осамен и без плен. Сега, драги ученици, во вашите тетрадки запишете главни мисли. Во првиот дел од басната, верверичката, скокајќи од гранка на гранка, и паднала пред волкот, и таа станала негов плен. Че во првиот дел од басната како главна мисла ја запишуваме верверичката пред заспаниот волк. Во вториот дел од басната, верверичката поведува разговор со волкот. Волкот се жали зашто тој никогаш не бил среќен, зашто секогаш му било здодевно, па затоа запишуваме заведливиот волк. Во третиот дел од басната, итрата верверичка се искачува на дрвото и ќе почна да дели совети, па затоа запишуваме советот на верверичката. И на крајот ја запишуваме пораката, која всушност се зборовите и на верверичката. Бити добар и никому зло не мисли. Поговорки кои би ги упатиле кон сите. Доброто со добро се враќа. Глупавоста и злобата растат на исто дрво. Убавиот збор железни порти отвара. Што ќе посееш, тоа ќе си изнееш. Добриот збор се слуша надалеку, а лошиот се слуша уште подалеку. Домашна работа. Илустрација на лик од басната верверичка. Проследете го видеото. Потруди се да нацрташ верверичка. Благодарам за вниманието. Се надевам дека домашната задача ќе ви биде интересна. До гледање.